Добар ден, почитувани. Ова е стартот на уште една Телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за болестите предизвикани од стрептококните бактерии кои се широко распространети во природата. Антибиотската терапија придонесе да се намалат лошите клинички слики, но сепак постои можност од компликации по инфекција со стрептокока. Кој тип на стрептокока предизвикува ангина, односно болка и воспаление на грлото? Дали пеницилинот и понатаму дава најдобри резултати кај инфекции со оваа бактерија? Има ли некои болести кои што даваат симптоми на стрептококна инфекција, но сепак оваа бактерија не стои зад нив? Во Велика Британија од септември до сега утврдени се 15 смртни случаи на деца помали од 10 години кај што била утврдена инфекција со инвазивна стрептокока А. Зошто ова се случува? Се за стрептококните инфекции денеска од разговорот со професор доктор Никола Пановски, микробиолог. Започуваме веднаш по блокот реклами. Останете на Телма бидејќи следува навистина интересно издание. Со професор доктор Никола Пановски, микробиолог, денеска зборуваме за стрептококните инфекции. Професоре, добар ден. Добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма. Драго ми е што сте тука. И мене ми е пријатно тука. Вака, кога зборувам за струката ми е полесно, отколку за други работи. Ќе започнеме како изгледаат стрептококните бактерии, што се тоа стрептококни односно што се тоа стрептококни бактерии, треба ли да се плашиме од нив, дали се сите патогени? Да, повеќето како и сите бактерии, особено кај нив се добри бактерии без кои не може да живееме. Меѓутоа има соеви кои предизвикуваат од лесни до тешки па и смртоносни болести. Инаку ме прашавте излезот, тоа се топчести бактерии, коки значи. За разлика од стафилококите се малце поелипсовидни и кога се размножуваат се делат само во една рамнина, така да или се по 2, 3 или може и по стотина во синџир. Од таму името стрепто, што значи синџир. За разлика од стафилококите кои се идеални топки, имаат повеќе рамнини на делење и кои ќе ги видиме се во групи кои личат на гроздови, па тоа стафило значи грозд. И една бактерија која ќе ја спомнем, можеби најважниот стрептокок, пневмококот, тој е по 2. Обично се по 2 заедно. И уште порано се викал старот диплококус, пневмонија. Така да тоа се, значи ги има насекаде. Широко се распространете. Широко, значи ги има во цревата, да речеме Линекс, ако сте чуле, сигурно сте чуле, што да не рекламирам производи. Така, пробиотик е, бе? Пробиотик е чиста култура. Порано беше само ентерококус, тоа е стрептокок кој живее во цревата. И тој се пие, се има дополнение со некои други. Понатаму во устната празнина има зелен или вириден стрептокок, вириден значи зелено, бидејќи даваат на крвен агар зелена алфа хемолиза. Значи целото наша устна празнина и делот од овако хранопроводот е со тие доминираат тука, заедно со други бактерии. Значи кога ќе се земе брисот грло, секогаш има такви стрептококи, меѓутоа зелени по боја, од кој дел од нив Mutans salivarius sanguis учествуваат во предизвикување на кариес. Не се предизвикуваат, че туку учествуваат, бидејќи кариесот е така мултифакторијална болест. И уште да кажам дека се корисни во индустријата за храна. Значи, да се превиш швајцарското сирење со помош на еден тип на стрептокок. Значи имаат тие млечно-киселински ензими кои ферментираат млечната киселина, така да без нив не би постоело особено млечни производи. Значи млечните производи се резултат доминира лактобацил, тоа е бацил, млечен бацил, и стрептококус лактис и други стрептококи заедно го создаваат киселото млеко, кефирот, сирењето, кашкавалот и сите други, павлака, сите други производи. Значи многу корисни бактерии и како што кажав, што се користат и како пробиотик. Јасно е дека доминира добрите бактерии, како и воопшто кај човекот. Но сепак има и некои кои што се патогени, создаваат проблем. Која бактерија најчесто предизвикува ангина? Болка, силно воспаление на грлото. Исклучиво, може да кажеме од бактериите, стрептококус бета-хемолитичен, за разлика од овие зелените кои ни порасне нешто со прозирна зона широка, тоа е бета-хемолитичен стрептокок, и кога го типизираме, ако е од групата А, синоним е тој стрептококус пиогенес, што во превод значи
топчиња во синџири кои создаваат, раѓаат гној. Пиогенез. Гнојни инфекции, така се вика. Значи, тоа е најзначајната бактерија во предизвикување на ангина и на многу други болести и во конкуренција со пневмококот кој предизвикува пред се пневмонија, менингит, стрептококус, пневмонија, па на трето место од лошите стрептококи би го ставил ентерококус кој може да предизвика уринарни инфекции, ентерококус фекалис или уште по резистентниот фециум, инфекции на ендокардит, особено ентерококот важен бидејќи е резистентен скоро на сите антибиотици, особено овој ентерококус фециум. Значи тие се три главни патогени кои стрептококи создаваат ангина. Да. Стрептококус пиогенез е единствениот од овие што создава ангина. Стрептококус пневмонија не создава ангина. Тој пневмокок, кој што е познат како пневмокок. Значи тој нема ништо да создаде. Менингитис, синузитис, воспаление на средново. Тие 4 болести ги предизвикува стрептококус пневмонија. Уринарни инфекции исклучиво ентерококот, а стрептококус пиогенез покрај гнојна ангина предизвикува кожни инфекции, инфекции во меки ткива, може и тој да предизвика поредко пневмонија, еризипел, значи флегмона, тешки гнојни инфекции може да предизвика стрептококус пиогенез, меѓутоа и има луѓе кои се алергични на него, па се вика тие постстрептококни секвели. И да не заборавиме уште еден стрептокок, ќе испаднеа 3, а се 4. Тоа е стрептококус исто бета-хемолитичен од групата Б. Уште се вика стрептококус агалаксија, пак во врска со млекото му името, кој не смее да го има трудница за време на породување. Затоа се прават оние се прават тестови брисеви. И не смее да го има тој и со скрининг на тие идни мајки се намалиле менингитите кај децата. Значи тој не предизвикува уринарни инфекции тој, особено кај жените, за ентерококот поише кај мажите, меѓутоа кај детето може да предизвика менингит. Тој стрептококот група кај новороденото и ова е превенција на таа страшна болест што може да, значи намалена е смртноста со скенирање и на оваа бактерија која не смее да има и во вагината, дури се зема и од кожата, од околината, за да се искорени, да се исчисти пред породување, покрај други микроорганизми што може да дадат проблеми при самиот акт на породување. Да се задржиме сега малку на бактериите кои што предизвикуваат ангина, односно болка во грлото, понекогаш и бели наслаги, гнојни наслаги на крениците. Доколку бактериите ги изолирате на бриз во носот, ќе го создадат ли овој проблем? Не, мислам, брисот од нос е многу често се користи бидејќи е достапно земањето, меѓутоа нема некоја клиничка важност. Брисот од нос се зема пред се за носителство кај луѓе што работат со храна, пред се за стафилококи, луѓе што работат со мали деца, што работат во оддели на интензивна нега, во интензивна нега, не треба да се носители на бактеријата, најчесто стафилокок, особено на мрса, со која може да ги заразат осетливите имунокомпрометирани дечиња или луѓе, или да загадат храната, па да се добие труење со храна, бидејќи има стафилококи кои создаваат така наречени ентеротоксини во храната. Самото взимање на брис од нос кај луѓе кои се болни нема некој ефект, бидејќи најчесто носот ринитис не постои бактерија што предизвикува воспаление на носот. Најчесто бактеријата е случаен наод, понекогаш се погодува да во носот се најде бактерија која предизвикува синузит. Меѓутоа, ако нема синузит, па дури тогаш не значи дека истата бактерија, а нема логика да се зима. Особено стафилококот, мислам, е толку чест кај популацијата и кај децата да нема логика да се земе. Значи, за овој случај кај што е ангина, исклучиво е доволно да се земе брис од грлото. Брис од грло. Значи, брис од грло да се докаже по еден ден, кој ќе се засади на крвен агар, дали има бета-хемолитичен стрептокок. А ретко предизвикува микоплазма болки во грлото без гној и хламидија пневмонија, меѓутоа ретко. Тие се атипични бактерии. И може да се изолира на најчесто брис? Не може да се изолира. Значи, ако немаме, а има болки, може да помислиме на тоа. Или на вирус. Во секој случај 95% од болките во грло
се должат на вирус. 5% отпаѓа на, особено ако истовремено има течење на носот, кивање и кашлање, тоа што најчесто е вирус или микоплазма хламидија поретко. А ако има болки во грлото, покачена температура, малаксаност, да не може да стане од кревет, да е многу, значи кога е ангина, навистина човекот легне во кревет. Ако има потечени лимфни јазли цервикални, и ако не кашла, тоа е многу важно. Аха, значи тоа е симптомот личи на ангина. Кога кашла повеќе личи на... Значи тие 4 бода ако ги добие или барем 3, докторот може да се посомнева дека се работи за стрептокок и да почне со антибиотска терапија. Тука има сега, ќе го искористиме ковидот, како што има брз тест за ковид, има брз тест за стрептокок. Меѓутоа, тешко, и тоа е таа цена. Меѓутоа, нема навика тој да се прави. Матичите викаат сами да го купуваат, они викаат дајте ни ги без пари. Некои прилики добивале без пари заради истражување и во светот. Тоа е исклучително корисно, бидејќи да, за 10 симптомите минути пациентот е кај вас. Вие се зема земате бриз без не ви треба и пред лабораторија. него, пред пациентот всушност се прави тест. Се прави тоа дали ќе покаже црта. Како тест за бременоста. Да, или как брзиве како тестови говори. од аптека за кој. Значи ќе покаже дали има црта, доека е кај вас, му препишувате антибиотик. Значи, тоа е најдобро. Друго е, прво да му се земе бриз. Ако смета дека не треба да се чека, докторот му препишува антибиотик, се зависи од клиничната слика. Висока температура, ги има овие знаци, Така. црвено грло. Гној обично нема на почеток. Инаку го би имало, би било уште по 2-3 дена може да сеја тие гнојни наслаги. Меѓутоа, ако види лимфни јазли и така, значи ако личи на повеќе на тоа, ако направи крвна слика во која ЦРП-то ќе биде над 100, Над 100? да, 100, 150, 200, 300. Што значи тоа? 50 ако е ЦРП-то качено? Тука се тие работи кога е најтешко одлуката на докторот дали да даде или да почека. Меѓутоа, ако е 10, 15, ако кива, кашла, Ништо. треба да се почека. Може да е синузит, па за тоа да треба антибиотик, за ангината не. Но ако е високо Значи, ЦРП-то и сите овие да симптоми што ако си има, смета дека треба да даде антибиотик, да земе бриз, да му препише антибиотик и утредента, значи не треба да чека антибиограм. Оваа бактерија, Streptococcus е на се осетлива. Не ни треба да правиме антибиограм. така. Значи, ако е во контакт со микробиологот, да не чека крајен резултат, туку по еден ден, ако е Streptococcus продолжи со антибиотик. Во Ако спротивно, не, прекини. се прекинува. Да. Или да не почне, да почека еден ден, па утредента да реши дали ќе се даде дали ќе го антибиотска даде, терапија. а или не. најидеално е ова што кажа, да има крвна слика, ЦРП и брз стрептококок тест, ќе заштедиме, амбуланта, ќе така. заштедиме многу беспотребно давање на антибиотици, бидејќи за горниот респираторен трак други индикации за грлото нема. Или е Streptococcus или е вирус и многу ќе се заштеди непотребно давање на антибиотик. И втора работа е многу важна, единствен лек доволен, значи кога го знаеме причинител, сме го изолирале, било со брз тест, или се сомневаме, во грлото нема друга бактерија, а таа бактерија, Streptococcus е осетлива на природен пеницилин. Значи, обичниот пеницилин се уште дава резултат. Најнетоксичниот лек, пронеден воопшто од сите лекои, чија доза може да зголемите и 500 пати. Но ретко се препишува обичниот пеницилин. Па овој орален пеницилин го препишуваат. Сличен на него е амоксицин, меѓутоа слични зашто би се. биле амоксиклав? Нема никаква врска клавулонската кисина, додаток со Streptococcus воопшто со стрептококите. Бидејќи тие не создаваат таа ензим со кој го разрушуваат пеницилинот. Значи треба да се даде, ако не е алергичен на пеницилин. За жал, не се препишува доволно и парентерална терапија, а изгледа со ова случај во Велика Британија, ќе се вратиме на тоа, колку и Така. да е стравот голем од анафилактичен шок, кој се да јавува на... Што значи тоа, инекции? Инекција, парентерална инекција. Пеницилин природен со инекција кој побрзо делува и можеби кај инвазивните стрептококи ќе го спаси животот доколку тој се даде отколку Преку орално. уста. Те се со ова, значи ова е место кога треба да се дадат антибиотици. Меѓутоа со ова борба во која учествувам да се штеди на антибиотици, во некои земји мислам дека претеруваат. Има автори
дека ако е отитис, воспаление на средно Треба туло, да се чека. 3 дена. бактеријска болест, доволно е дренажа. Има книга, вика, никаква, ја лечам без амоксицин, лечам воспаление на кај што има бактерија. Или за шарлахот, кој е предизвикан од стрептококус пиогенес, тоа е ангина со осип, ќе зборуваме понатаму. Сега гледам во литература, баш со овие случаи, докторот треба да одлучи дали ќе дава пеницилин или не, иако знае дека е стрептококус пиогенес, дека има ангина и дека има осип, дори има шарлах. Во секој случај давање на антибиотикот е добро. Меѓутоа докторот одлучува. Мислам, тоа е крајност. Така, тоа се претерување, значи треба да... бидејќи сега се јавил сој кој не чека. Не И чека дали сега случајот во Велика Британија може да го искоментирате. Шарлахот поминува, сега е пред Велика Британија, поминува спонтано, трае 7 до 10 дена, а со антибиотик трае 5 дена помалку. Или често пати предавања кои име за резистенција вика точно е дека ангината се лечи со пеницин, меѓутоа единствено што ќе добиете 18 до 24 сата порано ќе ви спадне температурата. Тоа се тие работи. Меѓутоа кога почне се ваков контагиозен сој, сега викаат давањето на пеницилин, детето или болниот е 24 сата само заразен. Ако не дадете, ќе биде 5 дена заразен. Значи така се спречува и ширењето на значи, инфекцијата. Тоа се тие работи интересни. Значи стрептококус пиогенес, да не остане дека ангина, предизвикува така наречени неинвазивни инфекции, како што е ангината. Инвазивни, многу опасни, како што се на рани, инфекции на рани, фасцитис некротизирачки, тоа се на овојниците на мускулите, миозити, значи има многу мокни, гангрена, некротизирачки, тој го кажав. И јас лично прв пат сум настапил на медиуми пред 30-29 години, тоа само МТВ постоеше, за стрептокок кој го јаде месото. Така беше крстен од медиум се. Јас сакав токму за тоа да прашам кој е тој стрептокок што го јаде месото. Во Велика Британија. Тоа се тие со инвазивен карактер. Потоа има стрептококи кои предизвикуваат токсични инфекции, тоа е само една болест, шарлах или скарлатина. Scarlet fever се вика најчесто на англиски. Името му е од таа црвенило. Скарлет, да. И третата група на болести се постстрептококни секвели, последици од стрептококот, од кои само одредена група на деца најчесто оболуваат. Да објаснам малце просто, да ме разберат гледачите, тоа е алергија на стрептококус пиогенес. Значи една група, како што сме алергични некои на оса, на лекови, овие не смеат да дојдат во контакт со него, ако дојдат, прв пат ништо. Ама втор пат кој ќе дојдат, какви симптоми има алергии и треба да спречиме да дојдат со него, што е исто. Значи тоа е во стрептококите имаат еден С антиген, С субстанца, поред која се поделени во групи А, Б, С, Д и така натаму со големи букви. И сега кога ќе влезе стрептококот, се создаваат антитела. Меѓутоа таа С субстанца е слична со некои материи што ги има во срцето, во ендокардот, натрешната обвивка на срцето, во зглобовите и во бубрезите. И сега кој ќе се создадат по 2 недели, значи дете имало ангина, прошло се, по 2 недели повторно качува температура, стрептококот може и да не е присутен веќе. Меѓутоа антителата создадени се тие што ги напаѓаат собствените ткива и затоа ги има автоимуни болести, како што алергија. Така излив во колкот, тоа е тоа? Да, излив во колено? во колено. Значи детето се разбудало, му се големите зглобови потечени и се вика за тоа се вика ревматска треска, нема врска со старечка ревма. Иако зглобовите се алармантно така. За таа болест еден педијатар рекол, таа е, мислам, уште 19 век, ги гали зглобовите, иако тоа е видливо, а го каса срцето. Значи ги оштетува за листоците. И ако тоа дозволиме да се повторува, ние ќе добиеме срчен болесник. На зглобовите ништо нема да има, ќе му пројде. Кај бубрезите не е толку страшно, тие поминуваат сами гломерулонефрит, меѓутоа кај срцето мора да се спречи тоа дете додека му созре имунитетот, бидејќи кај возрастните тоа ретко се случува,
Да спречиме да биде во контакт со Streptococcus pyogenes. Има два начина да покачиме негде на село, да живее само, веќе ова е многу проширена бактерија. Друго е да го пие овој благороден лек кој е апсолутно нетоксичен, дај Боже да не е алергично. Веќе тоа треба да пие, да речеме, азитромицин, познат како сумамет. Долго време? Па најмалку една година, обично 5 години. А пеницинот се има таква форма да го прима инекција на 3 до 4 недели. Ќе го прими низ неговата крв, постојано тече пеницин и никакви проблеми Нема да има. нема. Пеницинот е нетоксичен, нити нормалната флора ќе ме уништи посебно, веќе со тесен спектар. Малце стрептокок ќе има помалце, меѓутоа ќе пие млеко, ќе ги надокнади и после одредено време веќе нема да реагира така. Значи тоа е тој пат на тие. Значи оние деца кои што имаат чести проблеми со колената и со колковите по инфекција на грлот, треба да поидат на испитување за да се провери каква е состојбата на срцето и да се... Има тест, антистрептолизински тест, тој се прави, се гледа колкава е количината на тие антистрептолизински тела и тие се пратат. Така. Кај тие деца ќе бидат високи. Меѓутоа, ако растат, значи дека стрептококот е кај нив. Треба уште пеницилин. Ако паѓаат, значи е успешно и треба ги држиме на некој ниво кој за детето ќе биде нормално. Не за тоа што пише во литература, тој често пати прашуваат, има АСТ, 400-200 е нормално, ама тој ако има 1600-400 ќе му биде до крај на животот можеби. Важно е да не расте. Да не расте, Штом дојде стрептококот почне да расте, тоаш веднаш треба да се реагира. Така да на овој начин најчестиот причинител на стекнати срцеви мани е последица на стрептококни инфекции. Меѓутоа сме го се намалил со тоа што со давање на вакцина против рубеола се намалиле и вродените, меѓутоа има и други причинители. Јас би ве запрашала во однос на забите кои ги поправаме може да се добие ендокардит од овие бактерии што се добри во од нашите бактерии всушност од нормалната флора да влезат во крвта или ентерококот во цревата да даде ендокардит. Значи тоа е линкот, велат ако се расипани забите или раскрварено непцето, може тие бактерии да стигнат до срцето. Сека овие сите што ги спомнав, дали фебрис ревматик или други болести, кај што веќе ендокардот е оштетен, има кај да се фатат бактериите. Затоа треба да се внимава кај тие луѓе некојаш се дава и профилакса антибиотска, бидејќи кај нив ако не е мазен ендокардот, полесно ќе се закачат. Ќе направат ендокардит. Во тој смисол треба што порано да се спречат овие компликации. Професоре, да проговориме околу гнојните наслаги. Рековте дека не се јавуваат веднаш гнојни наслаги на крениците. Можеме тука да ги погледнеме инсертите, како сето тоа изгледа. Откако ќе се забележи една ваква појава кај пациентот, тој се става на антибиотска терапија, но се случува да не се повлечат, да бидат присутни понатаму, еве ги. Може ли локално да се отстрани со... Па тука има контраверзија, значи некои со лажи ќе се вадат. Значи може да се извада, така? Меѓутоа некои сметаат дека тоа ризично, дека е порадикални доктори тоа го прават, дека може да сепак да влезат во крвта, бидејќи овој може да дадат и сепсис инвазивни. Едно време дававме еден антибиотик црвена боја, беше рифоцин, уште го има. Со гаргара? Со гаргара, со сол, тоа е неопасно, тоа може да се даде, значи ќе се исчистат. Малце олеснува кога ќе се извадат. Така да тоа може ли вирусна инфекција да даде вакви наслаги? Да, значи диференцијално диагностички не може да кажеме одма ова кој ќе го видиме дека е ангина. Дури има болест која не постои сега заради вакцина, тоа е дифтеријата, која дава исто такви мембрани гнојни. А од вирусите најчесто мононуклеозата, инфективна мононуклеоза, тоа е херпес вирус. Сеја е кај млади. Само да кажам дека ангината е многу ретка, општо стрептококната болест е многу ретка кај деца по 3 години. Обично на која возраст се јавува? Од 3 натака. Од 3 нагоре. Скарлатината е типична болест негде на 3 до 13 години. Тука е најчесто 10 годишна возраст. Значи, инфективната мононуклеоза која се јавува кај тинејџери, кај млади деца, аденовирус исто така може, а од бактерии, меѓутоа не кај деца, најсерија гонореја. Тоа е сексуално преносива болест и може да предизвика гној во устата при орален секс и така натаму да се пренеси на
на устата како што може во ректум да се, и тоа е веќе нема врска со. Така. Али може да даде кај возрастни, треба да се помисли понекогаш и на тоа. И на тоа. Да, тоа се тие Промени. гноите кои се јавуваат. Меѓутоа, ако се даде на време и антибиотик, може и да не се случи да дојде до промена. Сега што е скарлатината? Скарлатината е болест на стрептококи, типови на стрептокок, кои лачат токсин, екзотоксин. Уште се вика пироген или еритроген токсин, што значи еритроген, создава црвенило, нели? Еритроцит, еритро значи црвено. Така. Создава токсин кој создава црвенило или диков токсин, бидејќи ги оштетува ситните капилари. Значи, бактериите си се тука. Меѓутоа, токсинот патува и ги оштетува. И да кажеме за сарналкот и дифтеријата, историски биле страшни за децата, особено за родителите. Значи, таква пустош направиле кај децата, кога они веќе се, не можем да кажем новородено е катастрофа кој ќе умре или доенче, меѓутоа деца кои веќе зборуваат, кои веќе одат на училиште и за неколку дена шарлокот ги носел. Тој е најчеста причина за смрт кај децата заедно со дифтерија. За дифтерија е најдена вакцина, уште пред да се најдат антибиотиците. Пред пронаоѓање на пеницинот, значи негде до 50-тите години, 15 до 20% од децата умирале од шарлах. Ако денеска во Велика Британија има 6,5 или 7.000 деца, тоа значило, ако не е пеницинот, дека 1400, а не 15 или 16, колку што сега, би умреле. Така. Иако овој број рачунаат дека е повисок од вообичаено, зашто може понатаму да зборуваме. Значи, пронаоѓањето на пеницинот е тако и антибиотиците, такво чудо да вие оваа болест ја спуштате на смртноста од 0,2-0,3% и пониско како што сега е во Велика Британија, односно во други земји воопшто не умрел никој од скарлатина. Замислете, најстрашната болест на децата од 50-тите години е Македонија устрекена нова 49-та филмот шверцуваат пеницин, значи од 50-та година кој бил достапен, се спречило да се јавуваат овие страшни инфекции. Зошто сега за ангина даваат цефалоспорини, не за ангилен, за не знам што, не разбирам. Ако веќе решил антибиотик, дај нека даде Пеницилин. Пеницилин и готово. Или ако не пеницилин, барем амоксицилин. Да проговориме за ова што се случува во моментот во Велика Британија. Од септември до сега 15 деца под 10 години починаа поради инвазивна стрептокока. Јас на тој број најдов, може да им уште на 4 декември биле 16, да не е битно. Така. Сега купно се 63. Како од кои 16 се деца. Стрептокок А, што е тоа? Некој нов сој или е? Да, нов сој, значи покрај тој С антиген што го кажав, преку 100 типови има на стрептокок според еден М антиген. И се знае кои типови повеќе даваат реуматска треска, кои повеќе даваат кожни инфекции. Значи, кои се повирулентни, кои се помалку. Има стрептококи, тоа не кажеме, кај 5% минимум, а некој и до 15% од луѓето си го носат во грлото, кои не прави проблеми, дури никај другите. Значи, се помалку вирулентни. Е сега, што се случило во Велика Британија, која е интересно, за тоа немам одговор, единствена земја, ако кажеме европска, сепак островска, заедно со далечниот исток, кај што се Виетнам, Кина, значи никако не може ги поврземе, не е Индија, па да речеме се поврзани, Јужна Кореја, за Северна немаме податоци, тие земји, кај што доминира скарлатината и Велика Британија. Отприлика има околу пола милион случаи на шарлах годишно во светот, што не е некоја голема бројка, меѓутоа не е ни мала. Сега што знам со што да споредам, СИДА има милиони и нешто нови случаи. И тоа поминува. Се случува да во Велика Британија од 2014 до 2018 почне да расте бројот на случаи, се зголемил за 63%. Да ова не е рекорд, туку рекордот бил, они ги мерат по сезони, 2017-2018, кај што умреле 27 дечиња, деца, и 330 возрастни. 330 возрастни умреле од
Тоа што го јаде месо, такви инвазивни. Сега зошто се загрижени? Значи, што се е случило? Сега е ковидот, локдауни, маски, неодење во училиште, местото кај што се шират, бидејќи овие деца најчесто шират скарлатината или во градинка, а повеќе во училиштите. И се прекинува тоа, престануваат да мислат на тоа, што се 300 умрени, кога имаш ти 300 дневно или 1300 дневно од ковид, а 300 годишно. И заборават и навистина ги снемува. Ги има како што имало пред 20-30 години, прекинува ковидот и сега не ја чека ни зимата, септември, веќе мало заладување. Почнува така да кога ќе заврши сезоната 2022-2023, ќе можеме да споредиме со рекордната 2017-2018, може ќе има поише од 27 починати или повеќе од 300 возрастни. Сега, објасненијата за овој сој го има од австралиски научник, доста е прифатено, дека причина за ова ширење на болеста, смртноста не е поголема, има многу случаи. Значи 6000 нешто случаи, е што вирус, слично кај дифтеријата беше така, а сега треба го сватат гледачите како што не постои човек без бактерии, не постои бактерија во која нема вирус. Тие вируси немаат врска со наши вируси, тие не предизвикуваат болести. Се прават големи напори со тие вируси да ги убиваме бактериите место со антибиотици. Значи, кога во тој Streptococcus pyogenes влегува таков вирус, бактериски, ќе зарази таков вирус кој се инкорпорира во гените на бактеријата и носи 3 така наречени суперантигени, токсини, кои дават својство на бактеријата да подобро се залепува за епителот на, го колонизира грлото и потешко му е на организмот, подлабоко некако се да ги сврли. И втора работа има одбрана кон леукоцитите. Значи, кој ќе влезат бактерии, леукоцити ќе ги зедат. Ние не знаеме ни дека влегле. И така назад. И тука сега може се јавува тој проблем, таа една лагодност да се почека со антибиотик. Овој инвазивен сој нема чекање. Може треба да се даде првиот сат, може не треба да се даде. Еве ќе го спомнам заштитено име, бидејќи друго и нема оспен. Туку да се даде инфузија или да се дадат инекции со мускулна инфекција која што побрзо делува за да се намали, а и самото тоа го кажав, само по 24 часа веќе не е заразен медиумите велат пациент. дека за доцата им било даден антибиотик. Да, тоа ќе се направи. Тоа се зашто е тука и во далечниот исток, бидејќи од овие 600.000, 400.000 се во Кина. Случај на скарлатина, а други се смета дека се другија, некогаш истите, меѓутоа нешто се други типови на Streptococcus pyogenes кои даваат овие инвазивни инфекции на меки ткива, кожа. Тоа што беше 93-та, ова не е такво. 93-та испадна дека е некој екипа новинарска влегла во болница, некој ја пуштил, бара документален филм да прават и така натаму, и ги снимила тие страшни слики, навистина страшни слики, на пациенти кои го обиколија целиот свет. И луѓето се уплашија што е ова. Имаше 30 на случаи, такви годишни имало. Кога се виде статистиката, таа била една од најдобрите години. Значи, ако земете да сликате, ако земете да сликате едно болно дете сега и да го гледате како умира, ќе направите паника. Меѓутоа, во овој случај има оправдание, бидејќи навистина бројот на случаите е поголем и се јавува за нов тип на стрептокок. Може тој да се прошири на други речеме, делови. кога ги извадиле гените научниците на животни, животните не се колонизирале со таа бактерија. Па сега, тука зборуваме за ширење. Значи, инкубацијата овде... Колку време трае? Значи, брзо е? Просечно е 3 дена. Дали е шарлах или е друга болест, збориме за респираторни болести. Токму поради тој брзо се шири, бидејќи 3 до 4 дена инкубацијата, може да е 1, максимум 7. Меѓутоа, просечно 3 до 4 дена, контагиозна е,
едно од најконтагиозните бактериски инфекции. Меѓутоа не може да се трка со вирусите, бидејќи тие се помали, нема толку кивање, кашлање како кај вирусите. Значи сега треба близок контакт, се шири и преку респираторен тракт, меѓутоа не може сега таму некој што седи камерманот да добие од мене вирус, може ако долго време зборуваме. Иако тешко, меѓутоа секако не е стрептокок, тие се. Сепак, меѓутоа може да остане за разлика од стафилококите многу кратко време остануваат на површини, така натаму. Меѓутоа 15 минути, 1 сат може да се јави да се пренесе. Значи не е така контагиозен да отидете вие сега на Хитро и таму да има некој дете или не знам и цел свет да се ради. Не, тоа кај вирус нема шанси. Тоа нема шанси да се прошири. Дури и во фамилија, ако сте имали искуство, секој имал. Кој има ангина, обично само еден. Кој има грип? Сите. Па сите, ако не половината има. А ангина еден има, сите сте до него, нити маски се носат. Но сепак остануваат здрави. Да, или во училиште кога има, ќе добијат 3-4 деца, другите не. Меѓутоа, при појава на стрептокок на болест, ангина и шарлак, треба да се преземат мерки кај децата да и тоаш може да се даде и превентивно пеницилин. Професоре, може ли да се случи детето да прима пеницилински препарат, да прима антибиотска терапија, но и понатаму на бриз да се изолира бактеријата која што создала проблем? Да не може сосема да се излекува? Да, значи има две можности. По протокол се почнува со пеницилински препарат или аминопеницилински. Доколку нема успех по 7 дена, не значи успех дека има бактерија, иначе 10 дена се дава. Меѓутоа, доколку кога се дава пеницилин, температурата по 18 часа треба да падне. Најмногу 24 сат. Тоа знаете кога сте ја погодиле терапијата. Бактериите, добрите бактерии кои ги викаме ние нормалната флора, најчесто тоа некои најсерии и така натаму, и грам негативни, кај некои луѓе ги има толку многу устата, не предвидат ништо, меѓутоа во случајов тие го уништуваат пеницилинот пред да дојде во тонзилите кај што се наоѓа, создаваат бета-лактамаза и го уништуваат, и во тој случај викаат да се даде амоксицилин клавулонска кисина или цефалоспорин, само тогаш, ама не да се почнува со тој препарат, така. Со тој препарат, бидејќи тоа е ретко во тој случај може да ни растат дури на препарат, кога сме дали пеницилин. Другиот случај е кога се дава пеницилин, детето нема више ангина, прекинуваме, не мора да е дете, и по едно 10 дена пауза пак се јавува. Истото стрептокок. А сме дали по протокол. Ако го испитаме во лабораторија, тоа се вика толерантни соеви. Значи нема отпорни соеви на стрептококус пиогенез кон пеницилин, а има кон макролиди и други антибиотици, меѓутоа има толерантни. Што значи тоа? Тоа значи дека 16 до 32 пати треба поголема доза да ја убие бактеријата. Овој само ја држи, не е возможно да се размножува, а организмот од некои причини не ја убива. И иако ја нема, кога ќе прекинеме со антибиотикот, се создаваат тие толерантни соеви. Во тој случај може да се проба и со друго и се разбира кај алергични се даваат макролидни антибиотици, од кои најстар еритромицинот, азитромицинот. Подеднакво се ефикасни како и пеницилинот, овие антибиотици? Прво се малце потоксични, второ има појава на резистенција кај стрептококус пиогенез кон макролиди е ниска, меѓутоа има. За разлика од пневмококот, кој е кај нас после ковидот веќе ни пеницилин, ни макролиди ќе му делуваат. Тоа сакав да го обработиме следно, професоре, имаме 3 минути до крајот на емисијата, бидејќи утврдиле дека некои бактерии кои што предизвикуваат сепса, односно кои што труење на крвта, станале отпорни на последната генерација на антибиотици, и ова е веќе крајно сериозно. 1 година по ковидот всушност ова се случува, но јас ќе ве повикам една цела емисија да направиме за тоа. Бидејќи има навистина многу да се зборува, само би сакала да заокружиме денеска со она што ви се случуваше изминатиот период кога вашиот авторитет и име беа злоупотребени за ова само ќе коментирам дека тоа што каже СЗО кај нас е секојдневие, што е очекувано на Балканот и Јужна Европа. Значи имаме бактерии кај што не е прв пат да нема лек.
се е резистентно. Ова што се случува, па што знаме, бе, секојаш сум бил достапен до медиуми, сум давал совети бесплатно и некои тоа не луѓе, да не кажам потожи збори ако заслужуваат, ценејќи го аудиториумот, го злоупотребуваат тоа не само кај мене и кај други, измислуваат интервјуа. Тоа да знаат луѓето дека кој ќе прочитаат. Мислуваат дека јас сум тврдел, дури сум се скарал, да мислат дека сите имаат црви или паразити 100% од луѓето, што е глупост, мислам тоа. Нема никако за да продаваат некое средство и тоа не е страшно што такви луѓе секојаш постоеле такви монструми. Страшно е што никој не реагира. Јас чуам, моите колеги не реагираат. Лекарско друштво, овие што се директно нападнати, лекарска комора, овие Малмец за лекои, Министерство, МВР, сите примаат плата. Пријавивте? Да, пријавив, нема никаков одговор. Сега ќе пријаваме и писмено, ни сакаат да им напишеме, и ќе го повикувам понатаму секој вако властите, зошто не реагираат. Се уште се врти таа реклама, лажна? Министерот рече, и држава, и премиерот, ајде да се бориме сите против криминалот и корупција. Еве, ја почнав да се борам, вие ми помагате. Се знае кој го прави тоа, се знае кој ги продале, кој тоа не се бомбите од децата. Се знае, има адреса, има кој го продава, кој го увезува или го шверцува. Све е тоа криминал. Не може некој мене да ми кажува лажно интервју да прави, бидејќи се случило и тешки последици не заради лекоите што ги пијат, туку што престануваат редовната терапија да примат, да речеме, полниот шекер на болест. И да не се реагира на ова, да не сакаат поени да добијат политички во оваа тешка ситуација, единствено станува одговорот ова зашто сега дојдоа овие од Америка. Нема друго објаснение. Зошто не реагираат со години? Така, ова мора да се реши, бидејќи не беше само вашето име злоупотребено, бе употребени и авторитетите на многу други доктори, да работите 40 години и да ви кажат работи кои вие не мислите и кажете, па што Еве сега да почне тоа за секој да се каже. Телма амбуланта, всушност да пренесем информацијата дека тие производи воопшто не ги поддржувате и дека тоа интервју не само производи, све што е кажано е лага. Така, се е лага. И да не финансираат такви нелуѓе кои го допреле дното. Апсолутно. Немаат никакво достоинство за себе кои тоа го прават и час поскоро треба идат тргнати, лапсени и да платат тоа е злоупотреба на здравјето на граѓаните. Да. Во многу аспекти е проблематично. Ви благодарам за денешното гостување во Телма амбуланта и за бројните појаснувања поврзани со стрепнококните инфекции. Ве чекаме повторно во студијата на Телма, кога ќе проговориме за можеби тука се натворат пневмококот кој еве деца веќе 3 години го видовте вие пред малку беше се вакцинирани. Така, зошто пневмококна вакцина не антибиотик, тоа родителите го поставуваат како прашање? Па видите, дека откриете, прво не се нају грлото, дека го откриете дали е причина, потоа иде во менингите и втора работа, особено кај нас, ќе повторам, пневмококот е во 30%, значи секој трет резистентен на пеницилин. Пред ковидот беше 40% на макролиди и на кинолони, станува резистентен. И сега после ковидот вие го изгубувате азитромицинот или сумамедот како лек против тој. Што беше извонреден антибиотик. Тој пневмокок заради тоа масовно давање без потреба и така натаму. Значи, и втора работа, за разлика од пиогениот стрептокок, овој дава и кај малите деца може да даде проблеми, особено до 5 години и вакцината која испитувана со години, па ќе видиме понатаму. Во секој случај хемофилусот го имаме 2009 и овој, и сега нема да им се свиди на гледачите, меѓутоа на широко се размислува, бар во Велика Британија, за вакцина против стрептококус пиогенез А, заради овие појави на скарлатина. Единствен проблем е да не почне вакцината да дава она што ви го кажав, ревматска треска, не дај Боже ли. Така. Далеку сме тоа, и за тоа се размисла, ќе чуете по медиумите дека и на тоа се размисла. Професоре, ви благодарам уште еднаш за вашето гостување, во очекуваме повторно во студиото на Телма. Биде драго. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што наследевте. Имете пријатен ден.